Ништо нема да има од поевтинувањето на прехранбените производи, реагираат граѓаните, откако владата најави дека цената ќе се намалела од следниот месец. Високите цени на лебот, млекото, маслото, месото, кои се покачија и повеќе од двојно, ништо живо немало да ги поевтини, се жалат граѓаните. Според нив, откако лебот заминал на 60 денари, евентуалното намалување за некој денар немало ништо да им помогне на јонака изедените плати од инфлацијата. Ако сака, не беше да ги поскапат. Не тешко, претешко е збора. 1 леп, 60 денари, 400 грама. 3 деца, колку лева треба да се купи? Тоа се 200 денари. А другото, само леп. Маркери. Така си одат, али тоа е тоа. Ако намали за 5 денари, а толку ќе биде 10% најмногу. А додека да ги намали, пак ќе ги качат. И после ќе бегаат. Млад човек нема доста. Со факултети по 20.000 плата зимаат. И како да се жени? Па и производството се намалува, и се намалува. Тоа на вистина тешко луѓе да ќе опстанат. Како со ваква инфлација, тешко ќе оди. И додека граѓаните реагираат на скапотијата, владата очекува намалување на цените за најмалку 10%. Причина за драстичното поскапување на производите беа зголемените трошоци на компаниите поради високите сметки на струја и до 10 пати поголеми. Намалувањето на цените на основните производи ќе оди многу тешко, реагираат граѓаните. Велат дека државата прво ги качува, па потоа ги намалува. Дел од компаниите пак, за да избегнат скапата струја на слободниот пазар, со злоупотреби се префрлале на регулираниот пазар, каде таму цената е далеку пониска. Надлежните уште во март алармираат до УЈП и финансиската полиција, но и по половина година нема никаков епилог. Ако до 1 декември не се врата на слободниот пазар, од ЕВН кажа дека ќе ги исклучат. Во меѓувреме се подготвуваат повисоки сметки за струја од 1 јануари и тоа поради зголемувањето на ДДВ-то за 5%.